Најсмешно во целата оваа судско-обвинителска рашомонијада околу Груби е реакцијата на СДСМ. Се бунеа прво зошто Груби избегал, сега се бунат зошто се вратил. Обвинуваа дека немало камери, сега се бунат зошто имало камери. Потоа, нели, бидејќи живеат во Србија, а не во Македонија, имаат српски пиар тим, излегоа со теза дека Мицковски како Вучич апсел секогаш кога требало да се сврти вниманието од нешто. Нешто. Кое е нешто? Дрогата. Каде? Нормално во Србија. Абе човек не може редот да им го фати. Навистина се за жалење. Фали уште да организираат протести да побараат да го вратиме Груби на Косово. Да не правиме муабет за глупата теза дека ово било договор со кој, замислете, Дуи Ахмети ќе му помогнеле на премиерот да си го сочува рейтингот. Да, Груби се врати да лежи затвор за да може Мицковски да добие наследните избори. Смешно. Не постои ниту еден логичен аргумент за вакво нешто. Освен ако Груби не е подготвен да пропее и на тацна ги испорача Заев, Ахмети или било кој од кланот. Но за СДСМ, нели, мора да има некој заговор, некој договор, нешто. Така се навикнати. Они така задкулисно договараа промена на име, промена на устав, гласање во собрание, француски договори и слично. Местеа случаи, апсеа луѓе, пресуди се делеа од ракав, напика еден тон невини луѓе по затвори. А додека го правеа тоа, ја цицаа лотарија, го цицаа ЕСМ, регбитола, подпишуваа договори вредни милиарди евра, делеа лиценци за марихуана и што се не. Експерти се зад кулисни игри и криминални договори. И сега мислат, сите се како нив.